Денеска православната црква ги празнува светиот Никита исповедник епископ Халкидонски, светата маченица Еликонида и светиот Варлаам Охридски. Светиот Никита исповедник епископ Халкидонски во младоста се одрекол од светот и се оддалечил на монашки подвиг. Засветувајќи со добродетелата како сонце, бил забележан од црковните старешини и возвишен на архиерејски престол во Халкидон. Како архиереј бил особено милостив кон бедните и многу се грижал за сираците, за вдовиците и за тие што немале ништо. Кога лошиот лав Ерменец станал против иконите, станал и овој светител Никита мажествено во одбрана на иконите, изобличувајќи го царот и објаснувајќи го значењето на иконите. Поради тоа претрпел многу понижувања, озлобувања и темнувања. Најпосле бил протеран во прогонство за вероисповедувањето и во трудови и страдања се представил на Господа, за да прими венец на славата во Царството Божјо. Светата маченица Еликонида. Родена е во Солун и воспитувана во христијанско благочестие. Во времето на Гордијан и Филип таа преминала во Коринт, каде што велегласно ги изобличила сите оние кои принесуваат жртви на идолите. Кога началникот Перини и советувал да му принесе жртва на идолот Ескулап, Христовата маченица му рекла: "Почуј ме, јас сум слугинка Христова, а кој е Ескулап не знам. Прави што ти е волја." Поради тоа била изведена на суд и била мачена со страшни маки. Кога ја фрлиле во оган, од незиното тело се излеала многу крв и го изгасила огнот, а таа останала жива. Фрлена пред лавови, лавовите не ја ни допреле, туку се умилкувале околу неа. Пуштена во храмот Божем да им принесе жртва на идолите, таа ги искршила и со тоа уште повеќе го озлобила мачителот против себе. Лежејќи во темницата целата со рани, и се јавил самиот Господ со архангелите Михаил и Гаврил и ги исцелил раните, ја утешил и ја укрепил. Потоа била изведена на губилиштето за да биде исечена со меч. Пред исечувањето, Еликонида ги подигнала своите раце во висина и му се молела на Бога да ја прими и да ја придружи кон овците своји во небесната ограда. Кога ја завршила молитвата, се чул глас од небото: "Дојди и тргни, готов е за тебе и венецот и престолот." Најпосле била обезглавена со меч и примила венец на славата од Господа, на кого од љубов му се жртвувала како невино и чисто јагне. Спаси мертвих,
моливи спасенија нашего ради, во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрославјаеми Отцу и Свјатому Духу, спаси нас. Светиот Варлаам Охридски. Сведоштвата за овој архиереј и Христов маченик се оскудни. Се знае дека беше Охридски архиепископ. При една своја обиколка пострада за вистината во градот Велес. Таму беше жестоко убиен, прободен со јатаган од местните турци, а телото му беше фрлено во реката Вардар. Поради страф од казна од турците, телото на светиот маченик остана во реката цела седмица. Водата го однесе до едно село, на 2 часа пеш од Велес, каде што го најде еден рибар откако имаше видение на сон. Тој го извади и го пренесе во селската црква, сакајки да го погребе во дворот. Но на сон му се јави самиот архиепископ Варлаам и му рече: "Погреби ме во олтарот, внатре во црквата, бидејќи јас за црквата пострадав и умрев." Со помош на други благочестиви христијани, рибарот ги погреба земните остатоци на маченикот. При спуштањето на телото во гробот, тие се судрија со потешкотија, бидејќи никој не можеше да го подигне телото. Дури откако најдоа 3 праведни и достојни мажи, успеа да го положат во гробот. По 1 година, на еден епископ во сон му се јави маченикот Варлаам и му порача да му ги пренесат моштите во Охрид во седиштето на архиепископијата. Верниците со потплатување на турските власти успеа да добијат дозвола и да ги пренесат моштите на архиепископот. Телото му го најдоа здраво, раните од бодежите беа зацелени, а од нив се излеваше благоухано миро. Го пренесоа и го погребаа во Охрид. Thank